Благодарам, почитувани колеги. Изключително много важна точка по овој дневен ред. Би сакал да зборувам за нея, меѓутоа зашто станува збор чисто за информација на јавност. Изменување и дополнување на законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност по скратена постапка. Ништо ново. Односно продолжува злоупотребата, деловичката можност за поднесување на закони по скратена постапка. Сведоци сме на предлагање на закони во период декември 2019 и јануари 2020 на повеќе од 200 закони. 100 од нив се по скратена постапка. Значи, се представува прашањето зошто толку закони и зошто на овој начин? Што вие намерате? Ако на некој начин сте 3 години власт, 5 години партиципирате во власт од 2015 година, се поставува прашањето што правевте до сега? Каде беше вашата влада? Не е лично кон вас, меѓутоа еве владата, зошто до сега не направила нешто? Одеднаш се разработи. Сакате да им кажете на граѓаните дека нешто ќе направите за нив? Па и ветувавте. Пред 4-5 години ветувавте дека нешто ќе направите. Ништо од тоа. Живот, плати, не знам. Значи, како беше проектирана вашата програма? Ќе дојде некој, абе знаеш ке мене уличката не ми е добра, и тоа ќе го направиме. Абе платата да ми се покачи, и тоа ќе го направиме. Социјалната помош, и тоа ќе го качиме. Ве разбра луѓето, видео дека лажите, дека ништо не било од оваа работа. Страшна работа. Срамота е, луѓе. И сега, што им велите на граѓаните? Ние ова ќе го направиме. Како бе, ке. Јас сакам во овој момент, почитувани колеги, ќе користам можноста да ви честитам, но оние 2 километри пат што треба да се прават кон Косово. Браво. И ќе почнат да се градат веќе после изборите. Веќе нешто направивте. Ветивте 600 километри, ама веќе почнавте со 2 километри. Браво. Меѓутоа да ме прашаме народот, кога вие ќе дојдете да ја направите болницата во Штип? Кога ќе се направи патот од Штип кон Кочани? Колегите се измачија кон Кочани, кон Берово, кон Делчево на таа страна. Застана патот. Една година се закасна и повеќе патот кон Штип кон Скопје. Да не зборувам за автопатот кон Грција и така натаму. Клиничката болница во Скопје. Луѓе, огромни штети се направите. Некој спомнува за некои бројки. Не знам колку пари требало да вратиме. Ај вака да ми појасниме на граѓаните. Почитувани граѓани. Знаете ли колку ќе биде обештетувањето за одредени проекти кои Социјалдемократскиот сојуз и нивната влада не ги реализира? 700 милиони евра. Ај вака да прашаме кога зборувате за пари, веќе милувате да кажете кој колку пари, колку треба да врати. Кажете ме, почитувани, ако болницата клиничка беше проектирана од 72 милиона евра, а сега новата проекција 600 милиони евра. Кажете ми каде е злоупотребата тука? Може би биле земени 700 милиони евра кредит, направени и патишта, и социјална помош, и субвенции за земеделците, и нови училишта, и спортски сали, и патишта, и инфраструктура, и канализација, и се. И аеродромот што требаше да се гради во Штип. 80 милиона ќе ги преименувавте за канализација. Ни канализација, ни ништо, почитувани колеги. Катастрофа. Катастрофа. Зашто така манипулирате со граѓаните? Едно да ве замолам, една работа. Да и помогнете на граѓаните. Ќе помогнете ако се тргнете од вас. Доста ја браневте, доста и помагавте на македонците. Доста аманте веќе застанете, до тука е работата. Ве молам една работа да сватите. Ова што ви го кажувам е многу сериозно. Значи, дополнителните заеми што ги взимате за пат од Кичево Охрид сте 179 милиони долари. Што значи тоа? Повеќе од некаде половина од парите што беа предвидени за градба на тој пат, вие дополнително ќе ги правите за 6 клучки и еден алтернативен пат. Што значи тоа? Тоа значи дека дополнителни трошкови за граѓаните. Знаете какви ви се овие закони на вас? Пиши бриши. Знаете дека половината закони што ги поднесувате сега, ви се всушност да ги вратите оние што беа претходно. Да ве подсетам со рамниот данок и прогресивниот данок. Знаете каква штета направивте? И окинавте радиодифузна такса, а им го зголемивте на граѓаните даноците, акцизата за нафтата. Ке им дадете зелена нафта, а од друга страна ке им земете на граѓаните со акцизата од нафтата. Така и помагате на луѓето. Од една страна се зима за радиодифузна такса, од друга страна се зголемува кабелската телевизија. Крај да се нема, луѓе. Крај да се нема. До кога вака? Овие закони, пиши, бриши, што ги давате, се сериозен проблем.
Сериозен проблем. Не знам дали знаете, бидејќи тука спомнувате некои бројки, кажувате за некои бројки. Еве да ве потсетам само за една работа. Значи, заемите од 1 милиарда евра што ги правите последната година, се страшна работа. А ништо не правите. Сведоци смеве. Луѓето слушат, и вас, и мене, и сите. Ке кажат, ке речат, дали е точно, дали не е точно на крај на годината. И зошто не се пофаливте со ни еден проект да кажете нешто направивме? Знаете што требаше да направите? Само да го следите примерот на ВМРО да помене. Односно, оние проекти кои беа почнати, од тука натаму да почнете да ги движите. Очекува и пензионерите повеќе од пензионерската партија. Ништо од тоа не се направи. Ги оштетивте 3-4 години, не им дадовте ништо. И сега на крај ќе им дадеме. Да, ама кажете им на граѓаните дека 3 години поред не им ја покачувате пензијата. Бидете искрени. Немојте сега да велите, да, ние ќе го направиме ова. Се сеќавате и на законот за спорт за ваучерите, имавме прекрасен закон. Не со ваучери ќе го правиме. Со какви ваучери? Ги лажете луѓето, па со 10 милиона евра. Каде се тие 10 милиона евра? Нити 15% нема реализација од тие ваучери. Таква е политиката на Социјалдемократскиот сојуз. И до кога, почитувани колеги, тоа ќе се работи? Дали смееме такво нешто да дозволиме? Ние сме тука за доброто на граѓаните. Кажете ми една добра, еве нека испадне еден од вас, освен овие 2 километра пат. Ама ке се прават некаде после изборите. Еве, дека ми каже некој што има направено. Се прашуваат граѓаните во Штип. Кога беше ВМРО да помене на власт, Штип се градеше, Штип беше во фокусот на градбата на таа влада. Меѓутоа не само Штип, целиот источни регион, Скопскиот регион, Пелагонски регион, значи цела Македонија, немаше педана земја, немаше простор, немаше жител за кој не се грижише таа влада. Одеднаш што правиме сега, почитувани колеги? Катастрофа. Не ме интересира ништо. До кога вие понатаму така ќе правите? И сега што правиме? Пиши бриши закони. Пиши бриши закони. Што со тоа ќе направите? 200 закони, почитувани колеги. Значи, апсолутно не е фер. Не го трошите времето. Зошто правите вака? И да ви кажем една работа. Колку сте вие за граѓаните? Вчера имавме постојана анкетна комисија. Дојдоа да се жалат луѓето, граѓани, за греот, да викат имаме помош од ова влада, што не ни прифаќа ништо, што не уништува. Нити еден од вас не дојде и избегавте. Избегавте дека не сте биле надлежни. За кого сте надлежни, почитувани колеги? Кажете ми за кого сте вие надлежни? За кого, ако не за граѓаните? Имаме представка од граѓани. Постојаната анкетна комисија многу добро работи. Колегата Фадил Зендели и сите ние сме членови во неа, сакаме да направиме нешто. И за секоја реакција на граѓаните велиме, дајте да видиме, бидејќи зошто се жалат граѓаните. Веќе подолго време се појавуваат повеќе представки. Знаете зошто се прави тоа? Затоа што институциите не ви работат. Остај тоа што владата не работи, още што парламентот не работи, не може да се соберете тука. Нити институциите. И затоа сега Сдруженијата на граѓани идат и барат помош од таа постојана анкетна комисија. Меѓутоа, мнозинство сте таму. И што е најстрашно, не дозволувате да се отвори дебата по тие точки. Зошто, почитувани? Затоа што се плашите дека нема да ви одговарат заклучоците, затоа што се плашите дека тие заклучи што треба да се донесат се на штета на вас или ќе ви ја разоткрие приказната дека не сте честни према граѓаните. Почитувани колеги, денес го имаме предлог законот за изменување и дополнување на закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. Јас би сакал само кратко да кажам, бидејќи граѓаните треба да знаат, се носат многу закони и треба да знаат што всушност може да очекуваат и така натаму. Вели вака: со законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност, донесен 2014 година, се уредува се што се смета за вршење на нерегистрирана дејност, со намера да се создаде еден систем каде што на некој начин ќе се заштитат оние лојални, честни граѓани кои сакат да си работат честно, меѓутоа има и луѓе кои на некој начин тоа го прават на еден друг начин. Сега, ние мора да најдеме начин за сите граѓани во Република Македонија, бидејќи некој можеби има проблем, не може да се снајде заради фирма и така натаму, меѓутоа ние мора да најдеме начин како да им помогнеме на тие граѓани. Затоа сме тука. Меѓутоа, со закони, пиши, бриши, почитувани колеги, таа работа не бива. Јас ве замолувам да бидете искрени према граѓаните и она што стварно од закони треба да има да го поминеме, меѓутоа од она што ги направивте овие 200 закони тука е стварно нечесно. Благодарам.